Минијатури на стари куќи изработени од природни материјали до вистинска перфекција, преку најситните детали кои што се составен дел од нив. Тие изгледаат толку вистински, што ќе помислиш дека секој момент на овие чардаци може да се појави некој човек. Вака изгледаат уникатните дела на професорот по физика Емил Димовски од Прилеп, кој започнал да се занимава со ова несекојдневно хоби пред околу 20 на години. Вели дека од секогаш го привлекувала руралната архитектура на куќите во нашите села. Прво започнал да прави куќички од кибричиња, а потоа започнал и вака да ги дзида како вистински мајстор. И секогаш кога одам во планина, значи јас претежно гледам во земјава нешто што автентично можам да го искористам во самата градба на куќите. Фасцинантно е што самите градби зависи дали селата што биле се гравитираат ридско-планински, дали се или рамнински. Во самите градби тие што се ридско-планински воглавно биле градени од камен, од местото што се наоѓа материјал. А рамнинските претежно се со кал, со плитари, така биле градени плитари. Сега и плитарчина мали си правам, значи како што се правеле плитари се печеле на плитар, да речеме, на сонце. И сега ги правам јас мали калапчина, па со земја, па на сонце ги сушам. И сега во самиот плитар негде му главале слама, да речеме, за да стегне пајче, така да и јас користам и слама, како што се граделе автентично, така и јас користам такви материјали соодветно да ги создадам куќите. Куќите се толку автентично изработени, што Димовски внимава дури и бојата на материјалите да соодветствува на староста на куќите кои што сака да ги прикажи. Ако се прозорците, значи рамки за прозорци, сами прозорци, сега од забот на времето прозорците скршени се разбира, ама рамките 100, значи и дограмата, сето тоа е сега со тек на време, да речеме, чардаците добиваат од сонце, од ветар, од временските неприлики, добиваат боја сивкаста, значи гледам и дрвцата што ги користам јас, сивкаста нијанса да има, така ги наоѓам во природата, да не биде нов чардако со нови дрва, боја не му користам на чардакот и нема да изгледа на старски доловено како што се автентичните куќи сега. За една ваква куќерка да ја изработи му биле потребни од 1 до 2 месеци. Сам ги изработува дури и најситните детали на овие макети, како што се масите, столиците, бутините и се останато. На некој имам и черги, дипли, што се вика, ако има и јамболија на чардако, преметната јамболија низа за пиперки што викаме, ако има така да тие позема деталите подолго време во самата изработка, така да зависи од елементите што треба да ги доловам. Сега, пошто и сама дипла да се направи или бутим, или троножни столчина, или синија, значи се си одзема време, качина, ако има што се вика. Тите детали се мои производства, значи од минијатура со пинцета ги градам, значи и со скалпер да ги изрендам мали, значи ако е бутим или значи сите делчина да ги составам, значи нијансата да ја доловам, првин треба да ги најдам дрвцата, па после со скалпер ситно ги сецкам, па обрач како што е метален од околу да го градам и така да изгледа како бутим. Дел од макетите ги изработува во грниња или во лејки. Значи црпката треба да се најде по-автентична, по-убав, потркалобразна, да се пресече и знаеме сета мофе натре, семки треба да се извади, да се ишлефа, да се испајцира, па тек после глина се нанесува за релјефност да се добија, па тек после се гради. Значи и грнето за граф нормално и испечено тоа треба да се пресечи убаво, прецизно, за после натре да се гради. Значи самата подготовка одзема време, па не градењето, зависи, значи какво е делото. Во последно време започнал да прави и слики со земја, песок и разни растенија на нив. Сеам со ситно за брашно, различни нијанси на земја користам,
негде околу 10 нијанси на земја ги користам во самата сликаш. Зависи, ако има рџа од плех, ја вадам рџата, па ја сем ситно, па нанесувам, покриво го од джерамиди, рендам и ситно ги сем, па користам и боја сега негде. До сега има изработено 40 на вакви минијатури. Најчесто ги изработува за своја душа и мерак, но дел и ги продава, особено сликите. Но исто така, по порачка изработува и од 3D макетите на куќарките.